Почитувани гледачи на Отворена телевизија, добре дојдовте во уште едно интервју со луѓето кои што се задолжени за функционирањето на општината од различни аспекти. Денес сме во јавното предпријатие ЈПЗ ПУП и разговараме со Александар Јошевски, раководител на секторот градски превоз. Одделение за јавен градски превоз. Добар ден. Добар ден. Фала што ја прифативте поканата да поразговараме малку за одредени промени кои што се случуваат од 1 јануари. Пред неколку дена јавното предпријатие соопшти дека се укинува плаќањето во кеш за градскиот превоз. Па ајде малку да ни кажете зошто дојде до оваа промена и кои се причините пред се. Значи, добар ден и од мене. Јас сум Александар Јошевски, како што напоменавте, раководител на јавен градски превоз. Вака првично би започнал, живееме сите во ера на дигитализација. Прво, тоа е настаната промената со електронските картички, значи не е ништо ново и претходно користевме електронски картички за наплата, само што како втора опција ни беа плаќањата во кеш со парички. За да нема и преголема гужва, намалување на гужвата, односно зголемување на капацитетот протокол на патници за автобусите, воведовме чисто наплата само со електронски картички. Во процедура сме во најкус можен рок сме со идеја да се имплементира наплата во самите автобуси со јавување на посебен телефонски број. Значи, моментално во Скопје го има тоа како опција, вртите на КНФ 186 и автоматски си имате платен билет за едно возење. Тоа доаѓа на сметката за телефон. Да. Така. А некакво пософистицирано, например, за помладите кои што го користат градскиот превоз, например, некоја апликација, интернет плаќање? Апликациите се добри, мада што треба да имате вие телефон со не припет, туку поспет. За цело време да може да ви стасува на вашата фактура спетка тоа што ќе го искористите возењето. Така. А со телефонското бројче може да го користи секој, и припет, и поспет. Кога сме кај промената на системот за наплата, односно новиот систем, би сакал да напомнам дека сите корисници кои што немаат електронски картички, може да си набават во наплатниот центар по цена од 80 денари. Истата може да се надополнат со возења колку што сакаат, односно минимумот на дополнување 10 возења по 30 денари. Едно возење, тоа се 300 денари. Так. А нагоре сакаат 15, 16, 20, 50, тоа е сето во зависност од нивната потреба и можност. Так. А останатите патници кои што имаат веќе на стариот постоечкиот систем картички, истите треба да поидат во наплатен центар за возењата што му останале 5, 2, 3, 10, да може да му се префрла во новиот систем. Може да и користи старите картички, не треба да купува нова картичка. Тоа го решава проблемот дефинитивно за патници кои што би дошле, да речеме, од други градови. Па и од другите градови, мада што прилепне е некој туристички центар, па да имаме преголем број на туристи. Па мада како опција, да, отворена е за сите и за тие што немаат уште набавени електронски картички, што се во двоумица. Така, тоа го решава на тој начин тој проблем со луѓето кои што да доаѓаат надвор од прилепно. Дали сте размислиле сепак колку и да не сме туристички центар, информациите од луѓето кои што имаат соби, станови на букинг во одредени периоди се навистина капацитетите полни. Значи имаме и туристи надвор од Македонија. Како ако некој турист кој што доаѓа надвор од Македонија а сака да користи јавен превоз, затоа што знаеме особено во западните земји има исклучителна култура на користење на градски превоз, како тие би платиле? Како идеја имаме разговарано, значи овде заедно со цело раководство од предпријатието, освен како втора опција што ја напоменав наплата со јавување на телефонски број, како трета опција се надевам во доглед на блиска иднина да може да се плаќа и со платежни картички. Така.
затоа што со платежната картичка и странец и туриста може... Така, кога би се вовел тој принцип на плаќање, Да, би се решил сме во дефинитивно, размислување. тогаш би можел секој А ден да не го може користи. 100% да го решиме проблематиката, али барем до 70-80% да може сите опции да му бидат отворени на било кој што ќе го користи јавниот превоз, да може да си плати карта. Така, дали со ова промена, тоест укинувањето на кеш плаќањето, така да речеме, остануваат оние бенефиции за одредени категории на граѓани кои што се фатени со, тоест се возат бесплатно, тоа се пензионерите со минимална пензија, лицата со попреченост или како беше лица кои имаат инвалидска карта. Лица со инвалидитет. И учениците. Вака сега, пензионерите кои што користат бенефицијата со минимална пензија, која моментално е 16.400, тие си имат посебни легитимации. Така. Не се врши наплата со електронска картичка, тие се идентификуваат само со легитимацијата и документ за лична идентификација. Тука останува исто се. Да, нема кај нив промени, инвалидите исто, може да се возат, се уште имаме некои планови, али тоа за понатаму. Сега останува да се возат со членските книжки и картички од Сдруженијата на инвалиди. Така, значи инвалидската карта, како што беше, тоа се неколку коментари кои што ги добивме ние на Веста Имавме на пред Facebook. неколку години ние изработувавме легитимации затоа што и кај нив се вршеше некоја злоупотреба. Ама делимично е регулирано од самите здруженија. Така, Профилтрирани му се списоците. учениците кои што живеат на повеќе од 2 километри од училиштето. Тие што не користат бесплатен превоз, што му следува преку училиште со над 2,5 километри бесплатен превоз, односно може и од основно училиште некој да користи, не мора да е само од средните школи. Тие можат со потврда, како и досега, од училиште да се извадат електронска картичка со бенефици. Така, така. Има и Не би ги коштало, моментално сега е за останатите патници 30 денари, а нивните картички и за студентите се 20 денари од возе. Така, има една појава која што се случува, ја добивме како реакција исто, дека од точка А до точка Б, ако би требало да промениш автобус, например, мене единствена позната линија која што се случува ова е, ако треба да отидеш, да речеме, од Плетварска бензинска до гробишта, треба да промениш автобус некаде кај Бонита тамо. И сега плаќаш две карти, а фактички возењето од прво со линија 3 е многу кратко, најчесто го користат повозрасни лица. Па и релативно се кратки нашиве градски линии. Во просек се, освен линија 1 што оди до гробиште, другиве се околу 6 километри. Познавајќи и структурата на градот, убаво е да има кружна линија, ама не можеме да ја формираме таа. Не постои можност и инфраструктурно со улиците и недостатокот на возила. Така. Значи, малниот е хендикеп. Кога го спомнувате недостатокот на возила, во однос на прашањето, да, треба да си плати карта за да се прекачи во автобус, во размислување сме да нешто и во тој дел промени. Така. Разговарајќи на почетоков на годината или пролет оваа година со директорот на јавното предпријатие ПУП, тогаш тој ни кажа дека размислувате за воведување на нови линии со помали возила. До каде е таа процедура, дали се размислува кој начинот да се воведат тие нови линии, затоа што реално за Прилеп тие 3 линии не се доволно за да го покријат градот. Да. Значи, како идеја, ги имаме тие уште дополнителни 2 линии донесено, се не ми текно точно која година беше, 4 и 5, али сакаме да ја надополниме и линија 2, пошто кога почнавме, возевме со интервал на следење на автобусите од 30 минути. Моментално сме на 60 минути, 1 час. А има потреба и граѓаните, имаме потреба и ние од дополнителни возила, посебно на линија 2. Така. Се ствара гужва, нервози, и со ученици, и со пензионери.
Како одат, Али- дали се планира набавка на нови возила, на нови автобуси, на помали, на минибуси, комбиња, како што се разговара? Значи планирана е знаеме набавка дека- на помали возила, да не бидат 12 Дали има метарски. тука веќе преговори со општина, со не знам, со партнери со кои што би се набавиле тие возила, те сега реално Моментално, предпријатието не е моќно да би Не сме толку рентабилни да можеме сами да си набавуваме возила, затоа што цената на возилото не е баш онака прилично ефтина, скапи се возилата. Има разговори со општината за набавка на нови возила, сега останува да видиме кога би се реализирало досета. Така, значи се разговара, нема Во конкретни... разговори сме, конкретно не можам да видам никаков одговор, се уште сме во разговори со општината, дали да биде. А според ваши калкулации, која би била идеалната бројка на возила која што треба да ги има прилив за да има нормален градски превоз? По околу 20 возила. А сега во моментов сме на 4. Имаме возниот парк, имаме 6 Так. моментално активни, што се во возна состојба, по линиите обслужува 3. Значи, Зашто бавуваме и школскиот превоз и други превози, да. 25% од потребите. Значи треба да се реагира. Таа не е реалност. Тоа е можно сликата. побрзо, Да. упатуваме до сите надлежни и апел да се реагира затоа што реално секој ден Со оглед на светски тренд е за намалување и на загадувањето. Јас апелираме до сите, значи да се фрли малце поголема, како да кажем, да се земи по обзир јавниот превоз. Не зборувам само на автобуски превоз. И такси превозот и убаво го спомна преđески како ќе поедиш од точка А до точка Б. Зато има тој индивидуален превоз и тој е јавен превоз од страна на такси компаниите, да. Многу е поскап од градскиот. Не секој може да се го Колку дека би го намалил загадувањето воопшто секаде, значи тоа е светски проблем, не е ова само во Прилеп или во Скопје или во Битола. Так. Али моето размислување дека доколку би се зголемил број на возила, доколку бил поредовен, доколку интервалот на следен било на 7-8 минути на автобусите. Во Дека секој многу случај повеќе би се користил. Би понудата се на намалил. квалитетен градски превоз би Да. допринело на помалку користење на приватни возила за Заштеда на животната среда. апсолутно. И гужви, и избегнување на Еве сега моментално доцна автобусите што ги возиме се еколошки. на метан се. Издувна емисија има нула. Така. Не се само електричните возила, јас Апсолутно. и то ни разговарано, мада сега имам подслушнато во Струмица почне, али проблеми со електричните возила. Па види секогаш кога има нешто ново кај нас не сме доволно подготвени да го Не имплементираме, ново, во али со комерцијална употреба како возила електричните се покажа како добри, и како јавен превоз да врши за тешки возила, моментално уште не му е додефинирано. така. Значи, сега за крај би сакал да ти се заблагодарам за овој разговор. Благодарам Мислам и дека вас. ги расчистивме сите нејасноти кои што се појавија со укинувањето на плаќањето во кеш во градскиот Се превоз. надевам. Доколку има и се уште нејасноти, слободно можете да коментирате, да прашувате. Ние сме тука секогаш да тропнеме на вратата на јавните предпријатија и да побараме дополнително објаснување. Ви благодарам што гледавте и ние се гледаме во следно интервју. Ви благодарам.